вечер, ова е ТВ журналот на Гласот на Америка на македонски јазик Newsflash. Јас сум Лилица Китановска. Во официјална посета на Вашингтон е премиерот на Индија. Повеќе за ова и за другите светски вести веднаш на почетокот на емисијата. Индискиот премиер Манмохан Синг е во 4-дневна посета на Соединетите Американски држави и на дневен ред е ситуацијата во Афганистан и соработката во однос на нуклеарната енергија. Синг пристигна вчера, а ќе се сретне со американскиот претседател Барак Обама во вторник. На средбата се очекува да стане збор за загриженоста на официјален Нью Делхи дека војната во Афганистан би можела натамошно да го дестабилизира индискиот сосед Пакистан. Пред посетата Синг за CNN изјави дека не е јасно дали пакистанските цели во Афганистан се исти со оние на САД. Тој исто така изрази загриженост дека пакистанскиот нуклеарен арсенал би можел да заврши во погрешни раце. Во Афганистан денес во напади на југот на земјата се убиени 4 американски и 3 афганистански војници. Ова е всушност продолжение на низата напади од вчера, кога во провинцијата Хелманд беа убиени 3, а ранети 2 афганистански војници. Во провинцијата Кунар 6 афганистански војници беа ранети и уште 5 се ранети во Кандахар провинцијата. Третата и последна прошетка на екипажот на Space Shuttle Atlantis е во тек, откако беше одложена заради проблем со облеката на еден од астронаутите. Целта на оваа прошетка е да се приклучат нови контейнери за кислород, како и други материјали за употреба во научни експерименти. Астронаутите се враќаат на земјата рано в петок по завршување на нивната 11-дневна мисија. 19-годишната Тейлор Свифт е севкупна победничка на синокешното доделување музички награди за 2009-та. Таа доби 5 награди, вклучувајќи и она за уметник на годината. И уште една вест од областа на уметноста. Вампирската романса Twilight Saga New Moon е филмот што во првите 3 дена на прикажување собра $140 милиони, што овој филм го прави трет во американската историја по интересот на гледачите на отворањето. Македонски и косовски представници кои учествуваа во одбележување на граничната линија во петокот во Вашингтон говореа за тоа како успеале да го затворат ова долго отворено прашање. Извештај на Јане Бојаджиевски. За организаторот, Американскиот институт за мир, одбележувањето на границата меѓу Македонија и Косово представува пример за демократија на Балканот, како што стои во најавата за тркалезната маса на оваа тема. Првите луѓе на делегациите од обете земји ја ставија демаркацијата во контекст на унапредување на билатералните односи, но и во поширока регионална безбедност. Тодор Нанев, претседател на Македонската комисија за демаркација, за Гласот на Америка коментираше дека со овој чин Македонија исполнила важен дел за членство во Европската унија и НАТО. Со заокружувањето на процесот на демаркацијата на границата со Косово, како еден од клучните столбови на стабилноста во регионот, Македонија го доби епитетот на единствена земја во регионот со целосно обележени граници со соседите. Заменик председателот на Косовската комисија Мурат Меха говореше за главниот двигател ова важно прашање конечно да се затвори. Прашањето што самиот почеток беше која е користа од тоа границата да биде одбележена, а кои ќе бидат последиците ако не биде. Врз основа на овие две прашања моравме да најдеме решение што ќе биде најдобро и за нашата земја и за нашиот сосед. Јове Талевски, член на Македонската комисија, вели дека одбележувањето минало во координација и соработка со локалното население од обете страни на границата. Имаше разни теории дека се одзема територија на едната или на другата страна, но со тек на време... Дали е тоа точно? Не е точно, бидејќи еве конечно заврши демаркацијата и практично нема одземање на територии. Представникот на Заедничката техничка комисија Ендрю Мајкълс оцени дека демаркацијата е успешна приказна во регионот кој нема такви изминативе 2 децении, со оглед на војните по распадот на поранешна Југославија. Идината на регионот е во Европската унија. Демаркацијата меѓу Косово и Македонија веројатно ќе биде релативна за само неколку години. Јане Бојаджиевски, Глас на Америка на македонски, Вашингтон. Ако сакате да купите автомобил, а при тоа безбедноста ви е важна, овој прилог е за вас. Во Соединетите Американски држави е објавена листата на најбезбедни возила за 2010-та. Ford, Subaru и Volkswagen водат на неа. Осигурителниот институт за безбедност на патиштата излезе со годишната листа на најбезбедни нови возила и донесе изненадување.
Американскиот автопроизводител Ford и неговиот огранок Volvo добиле најмногу 6 награди. По Ford следат Subaru и Volkswagen со по 5. Друг победник е Chrysler. Chrysler годинава има 4 награди. Инаку 27 автомобили и спортски возила добиле највисоки оценки за безбедноста на возила од моделите за 2010. Други победници се Honda и GM. Но како изненадување годинава дојде отсуството на Toyota, најголемиот светски автопроизводител. Toyota не е меѓу најбезбедните и тоа многумина изненади. Тие добија 11 награди за 2009, а ниедна за оваа. Дел од причината е што покрај задолжителните тест удари со предниот дел на возилото, од страна и судири во задниот дел на возилото, годинава и покривот на автомобилот требаше да биде доволно силен да поднесе превртување. Volkswagen добро се покажа, но многу нови возила потврлија. Land вели дека токму недоволната цврстина на покривот ги спречила да добијат добар рейтинг. Новите возила кои стигнаа на листата пак имале вградено и електронска контрола на стабилноста, позната по кратенката ESC, што на возачите им помага да ја одржат контролата врз возилото при лизгање. Карл Браер е уредник на советникот за автомобили на интернет Edmunds.com. Тој вели дека е интересно да се гледа како производителите градат се побезбедни автомобили и дека при тоа вистинскиот победник е купувачот. Со засилените критериуми за квалификување на оваа листа, многу возила отпаднаа. За илустрација, минатата година наградени беа 90 модели. Утре во Newsflash, мобилно банкарство, вносна дејност во земјите во развој. Го гледавте Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Лилица Китановска од студиото во Вашингтон. До гледање.